Народот не случајно рекол човек сам што ќе си направи никој друг не може. Оваа мудрост се однесува и на проблемот со палењето на страништата од страна на земјопоседниците, кои покрај законските казневи мерки, секојдневните апели од надлежните, сознанијата колку сето тоа е штетно од еколошки, земјоделски и секаков друг аспект, продолжуваат со потпалувањето, предизвикувајќи огромни штети. Дури ниту примерите со конкретни последици и повреди кај поедини граѓани и предизвикани големи материјални штети не е доволна опомена да му се стави крај на палењето оган на отворено во полињата или шумите. Во Кочанската котлина речиси нема реони каде не се потпалувани страништа. Едни јавно, а други скришно ја палат за останатата слама во нивите и оставаат другото ветерот да го дозаврши. Ваквиот однос со оваа негативна појава е постојана тема и на седниците на Советот, на кои советниците прашуваат што е направено и што ќе се прави во иднина. Ако појдеме на патот од Кочани кон Штип, ќе забележиме дека веќе се е изгорено на околните површини, односно палењето на страништата, мислам проблемот поодамна, ме интересира до сега дали има некој воопшто санкционирано, малце да се ажурираат тие служби, полиција, не е пожарната да иде само да изгасне пожарот. Сведоци сме и вие, градоначалниче, сте поминали и јас еднаш меѓу Тркање и Облишево, а пожарот беше на самиот пат, на магистралниот пат. Беше. Нивите се приватни, некој ги подпалува, а никој не знае кој ги пале, а ние тука граѓаните на пред се на градот Кочани ги дишеме тие отпадни материи кои што гледаме дека нема лек за нив. Градоначалникот Николчо Илиев аргументира дека противпожарната служба постојано е во акција, дека месечно се гаснат и по 50 на пожари, дека се испокрши опремата на пожарникарите, а пак никако да проработи свеста дека сами си ја сечеме гранката на која седиме. Значи, тоа е, за жал, една честа појава за која во последно време многу често се случува и ни прави огромни проблеми. Значи, прави проблеми во безбедноста на сообраќајот, значи неколку пати јас имам најдено во таква ситуација каде што огнот префрла од едната на другата страна и надвистина тоа е загрижувачки и недопустливо и ги користиме сите прилики и сите дебати каде што се разговара и се договара се со цел да ги намалиме, односно да ги спречиме ваквите појави кои прават несогледиви штети во секој правец. Прво од еколошка гледна точка, значи загрижување на животната средина и тие трски таму што ги има во